Кратки најави за денешниот дневник. Новиот пристап во издавањето под концесија на Охридското езеро за стопански риболов ќе овозможи поголема заштита на рибниот фонд, убедени се надлежните. И македонците се организираат да ги бойкотираат маркетите. Охриѓани цела деценија чекаат да заврши изградбата на затворениот пливачки базен. Соработка во делот на противпожарната заштита во фокусот на средбата на градоначалникот Пецаков со австрискиот амбасадор Памер. Српскиот премиер Милош Вучевиќ поднесе оставка. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 12 степени Целзиусови. Во среда, под влијание на неколку циклонски активности кои што се наоѓаат над Европа, во западните и северните делови на континентот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат локално и на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно стабилно и релативно топло време со зголемена облачност. Во северните и источните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во останатите предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 16 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнат и до 15 литри, кои што ќе бидат пообилни во западните предели од земјава. Над 1800 метри надморска висина се очекуваат врнежи од снег. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 6 до 16 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во Охрид и во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат. Утринската температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во петок по свежото утро и температура од 3 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 12 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 11 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Новата регулатива во делот на рибарството и новиот пристап во користењето на рибниот фонд во Охридското езеро со поделба на 7 зони за концесионирање ќе значи и поголема физичка заштита од рибократството, убедени се надлежните. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од Охрид порача дека се посветени на тоа да го вратат редот во користењето на рибите. Најави зголемување на човечките и техничките капацитети на Инспекторатот за земјоделство. Физичката заштита на рибниот фонд на Охридското езеро е еден од главните приоритети на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова го истакна ресорниот министер Цветан Трипуновски при посетата на Охрид и порача дека на вистина сакаат да го вратат редот во користењето на рибите од Охридското езеро. Со новиот закон за рибарство и новите риболовни основи воспоставен е нов пристап во користењето и заштитата на рибниот фонд. Езерото е поделено на 7 риболовни зони кои поединечно се издаваат под концесија за комерцијален риболов. Постапката која што беше распишана, која што е практично и завршена и во фаза на носење случување на договори со 6 избрани корисници на овие ревири. За една зона ќе биде повторно објавен повикот, бидејќи немаше интерес, односно имаше некомплетна документација и целото езеро со новата зона, целото езеро е ставено како една рекреативна зона, што практично ќе допринеси за развојот на туризмот во овој регион и практично контрола на целиот момент. Од Министерството сметаат дека на овој начин ќе има подобра заштита на рибниот фонд на езерото од рибокраци кои со децении ја уништуваат популацијата на пастрамката и белвицата. Што се однесува до контролата на концесионерите пак, министерот Трипуновски информира дека се разговара со граничната полиција и со Инспекторатот за земјоделство кој како надлежна институција директно е вклучен во следење на целиот процес. Мора се почитуваат законите. Тука нема да има пропусти, не треба да има пропусти, затоа сите како институции кои што сме во делот на следење на концесионерите, односно на корисниците на овие зони, ќе практично дадеме се од себе да нема злоупотреби, затоа што повторувам, ова е многу важно за задржување на екосистемот во Охридското езеро. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство најави зголемување на капацитетите на Инспекторатот за земјоделство и со човечки ресурси и со технички средства за да се елиминираат злоупотребите. Инаку само во текот на минатата година на Охридското езеро полицијата запленила 709 мрежи во вкупна должина од околу 47 километри. Повик за бојкот на маркетите низ Македонија во петок 31 јануари се шири на социјалните мрежи. По примерот на Хрватска, граѓаните се повикуваат да не пазарат во знак на револт поради економски неоправданиот раст на цените, посебно поскапувањата на храната.
Граѓаните се повикуваат да не купуваат ништо и од големите, но и од помалите маркети, бензинските пумпи, кафулињата, рестораните, со цел да се изврши притисок и врз трговците поради високите цени, но и врз владата за да се превземат конкретни мерки за намалување на инфлацијата и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Попусти, кога цените се исти, стоп за високите цени на храната по маркетите, стоп за огромниот профит на поединци врз грбот на народот. Да се здружиме сите заедно, бидејќи нема кој да не заштити, стои во објавата на една од Facebook групите. По примерот на Хрватска, и во Босна и Херцеговина, и во Црна Гора, се најавува протест поради високите цени, а во Хрватска пак, потрошувачката платформа Ало Инспекторе, која го организираше бојкотот, сега ги повикува граѓаните на 7-дневен бојкот. Инаку во Хрватска, протестот минатиот петок ја намалил продажбата во маркетите за 50% во еден ден. Охриѓани цели 10 години чекаат да заврши изградбата на затворениот пливачки базен. Изградбата започна во 2015 година. Според тогашните најави, базенот требаше да биде готов и отворен до крајот на 2017 година, но до ден денес остана карабина. Објектот е готов околу 60%. Една деценија охриѓани го чекаат затворениот пливачки базен во градот. Изградбата започна во 2015 година. Според тогашните оптимистички најави, базенот требаше да биде готов и отворен на крајот од 2017 година, но до денес остана карабина. Објектот е готов околу 60%, но се одолговлекува изградбата. Современиот проект на спортскиот центар предвидува 2 базени, еден мал за почетници и голем со ватерполо димензии, трибини со капацитет од 500 седишта, како и спа, велнес и фитнес центар. Затворениот базен е ветување кое ќе овозможи враќање на професионалното пливање и ватерполо во Охрид, но истовремено и развој на спортскиот туризам. Па според мене е потребен да се што побрзо да се отвори затворениот базен, бидејќи стварно не личи ваков град убав да нема каде да искористиме секако за пливање, дека нема каде да се тренира моментално. За развој и на спортот и на се, Охрид како и туристичка дестинација би требало да има. Треба подобар фокус и одма ќе се заврши работата. Подобро да се фокусира екипа, и тука е работата е крај. Со објектот според планот ќе стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори, кое ќе треба редовно да го одржува. Спортските тренери велат децата покрај вода имаат желба за пливање, но тоа им е овозможено само во текот на летниот период. На отворениот базен Атина Бојаджи во зима се снаоѓаат, некои тренираат во охридските хотели, но од лани некои патуваат во Струга, што изискува и поголеми трошоци. Отварањето на пливачкиот базен би имал повеќе, значи би имал придобивки, особено не само за градот Охрид, туку за целиот тука регион би имал огромни придобивки, зашто првим би се развил, пливањето би се развило и би го сигурен, јас сум повеќе од убеден дека со овој интерес на деца што го имаме со ова бројност, ние би го достигнале нивото барем на национални, на клубовите во национални рамки, барем за 2-3 години би дошле да сме, може би не подобри, меѓутоа тука. Последните најави се дека се раскина договорот со фирмата која го градеше затворениот базен во Охрид. Министерот за спорт Борко Ристовски во јули лани најави нов проект за спортскиот комплекс и отпочнување на доградбата на овој значаен објект. И ситуациите кои што беа тогаш и ситуациите кои што се денеска не се исти, затоа мора да се направи нов проект, да се направи нова процена на тоа колку ќе кошта завршувањето на базенот во Охрид. Она што јас можам да го кажам како министер во овој ресор е дека министерството и јас лично ќе се залагаме за што побрзо да почне со довршување на базенот, затоа што Охрид заслужува базен. По пауза од 2 децении во соседна Струга повторно запливаа првите пливачи. Во декември 2023 година официјално беше пуштен во употреба затворениот пливачки базен. Објектот е комплетно реконструиран покрај големиот олимписки базен кој ги исполнува сите стандарди за меѓународни надпревари за пливање и ватерполо, дограден е и мал базен. Ова е огромно значење за развој на спортот, на пливањето, на триатлонот, на ватерполото и за развојот на младите
да не одат по лоши патишта, да бидат насочени на здрав живот, спорт и рекреација. Стариот затворен базен во Струга беше изграден пред 40 години. 22 години беше надвор од функција, потполно распаднат. Со новиот објект ке стопанисува подружницата на ИСМ Струга. Со овој проект конечно во градот на две води се вратија водените спортови, а градот Струга прв во регионот доби современ затворен базен. Градоначалникот Кирил Пецаков оствари средба со австрискиот амбасадор Мартин Памер. Во фокус на средбата воспоставување соработки во делот на противпожарната заштита. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска оствари средба со амбасадорот на Австрија во Република Македонија Мартин Памер. Амбасадорот беше придружуван од Петер Логар, проект менаџер на програмата за поддршка на Тиролската противпожарна бригада, и Јоханес Пап, заменик командант на покраинската противпожарна бригада на Тирол, сојузна покрајна на Австрија. На средбата на која присуствуваа представници на противпожарната единица од Охрид, се разговарало за можноста за воспоставување на соработка во делот на противпожарната заштита. Особено била потенцирана потребата од активна волонтерска служба за противпожарна заштита, која треба да биде соодветно опремена за делување при поголеми пожари на отворено. Исто така, на средбата станало збори за можни проекти кои би обезбедиле дополнителна опрема и обуки за противпожарната единица во Охрид. Во рамки на денешната посета, австриската делегација имала средба и со вработените во територијалната противпожарна единица Охрид, каде гостите се запознале со техничката опременост, капацитетите и ресурсите со кои располага противпожарната единица. Гостите ги посетили и просториите кои ги користи доброволното противпожарно друштво Ентузијаст. Членовите на оваа волонтерска организација во текот на изминатиот период беа дел од многу значајни теренски интервенции за гаснење на пожари во Охридскиот регион. Ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.